се наоѓаме пред болницата за хируршки интервенции Свети Наум Охридски, каде што имавме можност за телевизија Ново, односно даде изјава професор доктор Виктор Камиловски, кој истакна дека до попладнево во оваа болница се пријавиле како повредени 25 лица. 7 од нив се хоспитализирани, а на 5 од нив им се извршени хируршки интервенции. Во овие 5 лица на кои што и се извршени операциони зафати има и 2 деца, едно момче и едно девојче. Момчето било со контузија на главата, а девојчето било со потешки скршеници. Меѓутоа Камиловски потврди дека двете деца се надвор од животна опасност и се во добра здравствена состојба, како и останатите пациенти, кои што дел се задржани на амбуланско лекување, а дел се пуштени на домашно лекување. Како резултат на поплавите кои што го зафатија Скопскиот регион, на нашето дежурство до сега се примени на нашата клиника 25 пациенти, од кои најмногу се работи за скршеници на коските на долните екстремитети, отворена скршеница на скочниот зглоб. Пациентот е опериран. Инаку, за информација на вашите гледачи, 5 пациенти имаме оперирано во операционата сала, додека другите се во пуштени на амбуланско лекување. Сакам да кажам дека најголемиот број на повредени што дојдоа на нашата клиника се здобија со рани и огреботини на одредени регии на човековото тело. Истите се преврзани, хируршки обработени, сошиени и пуштени на домашно лекување. Пациент со детенце паднато од кров, од втори спрат, чистејќи го во утринскиве часови, беше посериозно, со повреда на главата, направена компјутеризирана томографија на мозокот, каде што не се најдоа крварења, контузии на градниот кош и на абдоменот, направена ехо инвестигација, таму не се најде внатрешни крварења. Детето е во добра општа и хемодинамски е стабилно и се наоѓа на оделението за интензивна нега со неговиот родител. Дуплирана ни е екипата, значи тука се дуплирани и анестезиолозите, и рентгенолозите и ние нормално хирурзите. Во попладневниве часови примени се дополнително уште 4 пациенти. Едниот е повреден при скршување на дрво, значи го поклопува, имаше повреди на десниот екстремитет и на десната нога. Другиот пациент беше повреден со фрактури на метакарпалните коски и фалангите на шаката. И третиот беше бизарно малку, куче веројатно се уплашило, почнало да го напаѓа повредениот. Имаше преку 20 угриза на телото, односно на нозете и на телото. Раните се обработени онака како што треба, значи како што дозволуваат и хируршките протоколи. За оние пациенти, можеби, уште еднаш сакам да повторам, кој што навистина голем број беше, кој што им е нотирано во медицинската документација, каде што е нотирано аналгетика, антибиотска терапија, во секој случај да примат соодветен серум антитетаникум, бидејќи сепак се работи за води кои што се примарно контаминирани. Исто така контактиравме со директорот на ургентниот центар на Скопската државна болница. Реджеп Селмани ни посочи дека до 14 часот во ургентниот центар биле пријавени за повредени околу 15 на граѓани, меѓутоа дел од нив се пуштени на домашно лекување, еден е префрлен на клиниката за травматологија, додека двајца се на пластична хирургија, меѓутоа како што посочи нивната здравствена состојба е добра. Исто така директорот на ургентниот центар информираше дека синоќа на клиниката било донесено и мртво момче на возраст од 6 до 8 години, меѓутоа се уште не се знае точно од кој реон на Скопје е ова момче и кој е неговиот идентитет. Генерално тоа се информациите кои што досега ги имам околу повредените лица од поплавите кои што вчера го зафатија Скопје и катастрофалното невреме.